вечер од Вашингтон, јас сум Лилица Китановска. Американската централна банка денеска расправа за нови начини за справување со најтешката економска криза со која е соочена нацијата од 1930-тите навамо. А председателот Барак Обама е соочен со се поголема фрустрација од јавноста заради владините планови за спасување на економијата. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски. Еве како Обама реагираше на потегот на голема осигурителна компанија, која од парите на даночните обврзници, дадени на компанијата за нејзино спасување од колапс, да подели крупни бонуси на директорите. This is a corporation that finds itself in financial distress. Ова е корпорација што се најде во финансиски тешкоти заради неодговорно раководење и алчност. Под тие околности тешко е да се разбере како спекулативните инвеститори во АИГ сметаат дека имаат право на какви било бонуси, а да не зборуваме за $165 милиони екстра исплата. Официјални лица од АИГ велат дека компанијата е врзана со договори за исплата на бонусите. По добивањето на повеќе од $170 милиарди за спасување, председателот Обама вели дека АИГ мора да се држи за одговорна. Забелешките на председателот дојдоа во време кога тој и секретарот за финансии Тимоти Гейтнер изнесоа нови програми за охрабрување на банките за поголемо давање на кредити на сопственици на мали бизнеси. We will require the top 21 banks. Ке бараме од врвните најголеми 21 банка во државата кои примаат помош од државата да ги вклучат заемите за малите бизнеси во нивните месечни извештаи. Денес јас ги повикувам нашите банкарски регулатори да бараат 3-месечни извештаи за заеми на малите бизнеси, така што внимателно ќе можеме да следиме до кој степен тече кредитот кон националните претпријатија и сопственици на мали бизнеси. Администрацијата вели дека малите бизнеси се најголемиот двигател на нови вработувања во САД, но нови проекции покажуваат дека заемите за мали бизнеси годинава ќе паднат на помалку од половина од $20 милиарди, што типично се гарантирани од владата секоја година. Од другите вести, Соединетите Американски држави и Британија ја поздравија одлуката на пакистанската влада за мирно решавање на политичката криза преку повторно назначување на претходно од повиканите судии на Врховниот суд. Американската државна секретарка Хилари Клинтон резолуцијата ја нарече прв чекор кон помирување. Британскиот секретар за надворешни работи Дейвид Милибанд одвоено ги пофали пакистанскиот председател и опозицијскиот лидер за ставање на интересите на земјата на прво место. Американскиот председател Барак Обама празникот Свети Патрик ќе го мине во разговори со ирски политички лидери. Председателот во Белата куќа ќе биде домакин на ирски премиер Брайан Коен, а фокусот на разговорите ќе биде глобалната економија, имиграцијата и неодамнешните превирања во Северна Ирска. Обама се очекува да се сретне и со првиот министер на Северна Ирска Питер Робинсон и неговиот заменик Мартин Макгинес. САД денови ја повторија определбата за мирно решавање на ситуацијата во Северна Ирска, а Клинтон денеска се среќава со Гери Адамс, лидерот на политичкото крило на Ирската републиканска армија Шин Фен. Американската агенција за истражување во Вселената истакна дека членовите на екипажот на Меѓународната вселенска станица не треба да стравуваат од парчињата на распаднатиот стар сателит од советско потекло. НАСА синоќа соопшти дека нема потреба станицата да ја смени местоположбата. Експертите го следеат движењето на парчињата од сателитот, загрижени дека можно е денеска да се приближат до Меѓународната вселенска станица пред пристигнувањето на Space Shuttle Discovery. Нова студија покажа дека американците и натаму остануваат оптимисти дека нивната економска перспектива ќе се подобри во текот на животот и од една генерација во друга. Ова и наспроти фактот што Соединетите Американски држави покажуваат помала економска мобилност од другите индустриализирани држави. Истражување на институтот Пју, проект за економска мобилност, покажува дека повеќето американци се уште веруваат дека трудот се наградува и покрај семејната историја или економските услови. Ана Гринберг го извела истражувањето. И покрај економската криза во која сме, американците остануваат неверојатни оптимисти во однос на нивната способност да испливаат, и тоа не само краткорочно, туку и на долги патеки.
Истражувањето покажува дека речиси 8 од 10 американци веруваат дека се уште е можно да се оди напред во сегашната економија. 72% веруваат дека нивните економски услови ќе се подобрат во наредните 10 години. Но некои економисти велат дека има малку причини за оптимизам. Џон Мортон е раководител со проектот за економска мобилност на Пју. Просечниот приход на мажи во нивните 30 години падна за околу 12% за последната генерација. 42% од децата родени кај родители од дното на скалилото според приходи остануваат на истото ниво и генерација подоцна. Во текот на историјата американците доживеале растеж во приходот и зголемена мобилност. Но од 1973, според проектот, зголемувањето на семејните приходи е забавено и нееднаквоста во примањата пораснала. Ситуацијата со африканските американци е особено тешка. Истражувањето покажа дека речиси половина од црните деца, чии родители биле со средни примања, завршуваат на дното на скалилото според приходи. САД во споредба со други индустриализирани држави, меѓу кои Канада, Данска и Франција, имаат помала економска мобилност. Реј Бошара од новата американска фондација вели дека многу луѓе со ниски примања во САД цврсто веруваат во нивната способност да се придвижат нагоре. Но нето вредноста е критична. Семејствата кои имаат акции, домови, заштеда, тие имаат перниче на кој може да паднат, ресурси да инвестираат, имаат нешто што може да го остават на следната генерација. Целта на проектот е на законодавците да им се презентираат резултатите во обид да се подобрат економските можности во САД. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Повеќе информации може да најдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Поздрав од Вашингтон, јас сум Лилица Китановска.